Поршиња со дупки од куршумите на криминалците, луксузни БМВ-ња и мерцедеси со кои се шврцувала дрога, понови комбиња што превезувале мигранти и скапи джипови запленети од ликвидации на фирми и стечај. Ова го поседува големиот плац од 4 хектари на Агенцијата за управување на одземен имот во Скопско и Дризова. Овде на плацот на Агенцијата за управување со одземен имот, кој што се граничи со затворот и Дризово, има над 2000 возила. Од нив 100 се луксузни и скапи возила. Тие се одземени по основ на различни пресуди за убиства, криумчарење со мигранти, пренесување на дрога. Не само МВР и Министерството за одбрана, туку сите државни институции ќе може да ги користат овие возила согласно последните законски измени. Агенцијата за управување со одземен имот располага со многу возила, но сепак само 10 се трајно одземени, останатите илјадници се привремено. На државните институции може да им се отстапат целосно конфискуваните, но другите автомобили ќе се продаваат. Доколку во судска постапка бидат вратени на оригиналниот собственик, на купувачот ќе му бидат вратени парите. Иако агенцијата има возила, сепак проблем се јавува во долготрајноста на постапката за трајно одземање, која што заглавува во судските лавиринти. Има доста голем интерес, тоа се покажа и во претходните 2 месеци, кога агенцијата веќе спроведе постапка за продажба на возила. Значи, од 30 возила кои што ги пушти, 23 беа продадени. Имаше доста заинтересирани, дали правни или физички лица. За овие возила има побарувачка. Само минатиот месец биле продадени 23 за вкупно 7,5 милиони денари, кои завршиле во државната каса. И државните институции пројавиле интерес да го обноват возниот парк на овој начин, наместо со купување нови. Директорката на агенцијата вели дека направени се стратегија и план како ќе им се отстапуваат и под кои услови. И кај продажбата, значи, тие возила, доколку се продадат на правно или на физичко лице, истите процедури кои што ги реков агенцијата треба да ги запази, значи да добие согласност дали од собственикот или ова, и при продажба парите кои што ќе ги уплати лицето кое што го купило возилото, треба да стојат на посебна депозитна сметка, значи тие пари треба да бидат обезбедени и утре доколку, значи се врати возилото, треба тие исто средства да бидат исплатени на собственикот. А кај отстапување, значи институцијата која што го зела и која што ќе го користи возилото, таа институција ќе треба да го обештети со 93%, а ние како агенција со 7%. Новите законски измени направени по европски терко овозможуваат полесно и побрзо да се расчисти плацот со конфискувани возила, а истовремено и да се полни државната каса. Агенцијата за себе задржува 7% од продажбата, а останатите 93% одат во државниот буџет. Агенцијата за одземен имот поседува и станови, куќи, плацеви, како и луксузна стока, односно накит, мебел и уметнички слики, кои повремено се нудат на јавни лицитации.